Коментарите на европскиот шампион Вардара и учесниците на скопскиот маратон оваа година Мирала ќе им дадат поддршка на овие пациенти. За сите препреки со кои што се соочуваат, за сите планови во иднина, од Сдруженијето АПХ Момент Плюс ни доаѓа Драги Лулевски. Добре ми дојдовте во Здрава Македонија. Ке се случува ли утре нешто по повод светскиот ден на пациентите со пулмонална хипертензија? Двата пети мај е земен како светски ден за пулмонална хипертензија, но исто така цел мај се прават настани за да може да се дигне свеста на едно поголемо рамниште, затоа што ова е смртоносна и подмодна болест. Во Македонија ние ќе се представиме на маратонот на 6 Ѓурѓов ден, предеска имавме гости, една прекрасна симбиоза, каде што и нашата председателка ни се вели Ѓурѓица Чаева. Од тука ја поздравуваме, не е во можност да присуствува денеска, затоа што таква е болеста и требало да отсуствува во недела. Ајде на почетокот да им објасниме на гледачите што е всушност пулмонална хипертензија. Пулмонална хипертензија е притисок во белите дробови. Не се знае кај доаѓа, уште не е докажано како се случува. Артериите што носат крв во белите дробови се здебелени и прави еден голем притисок. Тој притисок се враќа назад во срцето и така прави еден круг кој што го ослабува срцето и во крвта што треба да ја носи чистата крв, треба да ја носи низ телото, не може да влезе доволно кислород и во тој случај имаме ние проблем каде што немаме кислород, каде што пациенти се во тешка состојба, симптоми на нелагодност. Понатаму имаме овде ги напишам да не ги заборавам, затоа што сум јас еден од луѓето кои што помага, немам хипертензија, тоест немам паква диагноза, замор. Или најчестото каде што овие пациенти добиваат глад за воздух. Како си недостиг за воздух. Тоа е еден од најтешките симптоми и овие спортисти сите што ни помагаат за ова јавна свест да излезе на површина, за овие луѓе да застанат барем во можност да имаат за преживување некои луѓе, затоа што ако немате вие воздух, ако сте гладени со воздух, и оние други неспортисти што ни помагаат, каде што се искачуваат на планина, маратонците, кога те заврши ова, колку се ти изморени, колку бараат воздух, овие пациенти секоја втора минута или секоја минута секој час гладни се. Каква е состојбата во Македонија во однос на бројките кои што се на пациенти кои што се заболени од оваа болест? Има ли Сдруженијето информација? Да, имаме информација, варијабилни се, во моментот располагаме со бројка некаде 12-14 пациенти, но никогаш не е точно, затоа што минатава година изгубивме пациент кој што дојде да се лекува, од 2 дена пред да почне со терапија, човек не замина пациент. Што е многу трагично, секоја година по еден пациент многу краток е векот ако правилно не се третира или на време не се почне со терапија. Има ли решение за... Решение има. Од 5 до 7 години велиме дека животниот век ако се открие на време? Се открие на време, но ако се открие точно на време, овие луѓе живеат длабока старост, без никаков проблем. Ако терапијата е единствената прва во линија на одбрана за многумина е болна, за овие пациенти е Виагра. Ако е позната Виаграта во општеството за некоја друга намена, Виаграта е тука позната за овие артерии да можат тие крвни садови да се отворат за да имат проток. Понатаму иде втора линија, двојна, тројна терапија и на краја, ако се оштетувањето толкова големи, имаме трансплантација на бели дробови, трансплантација на срце, некои диагнози како што е и гостина што ќе дојде од Бугарија, тромбоемболична пулмонална хипертензија, каде што се лекува. Тука имате тромбови во самите бели дробови што
кажавме, ова е плюс, се прави операција, се чистат тие тромбови и веќе се тие здрави луѓе. Но треба да се почне многу на почеток. Постојано имате кампањи за подигнување на јавната свест, ракометарите на Вардар сега и не само нели спортисти, учесници на Скопскиот маратон, туку и разни граѓани, хумани луѓе. Докаде е јавната свест во Македонија? Јавната свест е... Ја познаваат ли оваа болест? Ја препознаваат оваа мајчка што ја носат денеска. Повеќето луѓе прашуваат дали сте кампања за против пушење. Затоа што нема белите дробови. Нема белите дробови. Не сменно забрането е нови пациенти да пушат цигари. Понатака луѓето ја гледаат ова, но не се доволно едуцирани. Што уште најтрагично, медицинарите не ја препознаваат. Симптомите на оваа подмолна болест имаат модри усти, модри прсти. И затоа е виолетовата боја или плавата боја еден символ на заштитна боја на оваа диагноза. Медицинарите исто така кои што треба примарното здравство да ги препознае, симптомите се некој вид на астма. Кога ќе го видите прво, човек има астма, но и тоа е друга насока. На крај доваѓате до срцето, да срцето е проблем и тука веќе патот е многу долг. Веќе замавнала во прилично длабока проблематика самиот пациент. Ако на еден човек кој што нема никакви проблеми со оваа диагноза е 25 притисокот. На другите крајева и беше 130. И сега вие треба да влезете во една тешка борба со терапија, со денови, со месеци, со години, за да можете тој притисок да го намалите и да почне пациентот да може да функционира. Замислете, вие имате пациент дома, човек кој што седи за рок од 2 часа, 3 пати му се слушува ситуацијата и не може 2 до 3 метра да изсати. Ако кислородот во крвта ни е 97%, 98%, кога ќе паднат нови пациенти под 86%, тоа е веќе катастрофа. Убави луѓе, преубави, гледате, нема никаков инвалидитет, а тие се толку болни, тоа очевидно е страшно. Бидејќи немаме многу време, само накратко, утре на 5 мај е светскиот ден, Сдруженијето има ли некакви планови за овиднина? Само накратко, во една реченица, ако може. Да, цел мај настани ќе ги посветиме неколку места, Белес и Гергелија, на 6 учествуваме со повеќе учесници, преку 30, кои што ќе дадат дршката на маратонот за полната. Ви благодарам за денешното гостување во Здраво Македонија и преку овој разговор на некој начин ја подигнуваме свеста на граѓаните на Македонија за пациентите со пулмонална хипертензија, односно за оваа болест и им доближивме од прилика за што станува всушност збор. Почитувани гледачи, јас ви благодарам што бевте денеска дел од Здраво Македонија. Повторно ви закажувам средба в понеделник од 6 часот и 45 минути. Имајте убав викенд.